Жителите на Кочани повторно на протест. Стравуваат дека градот пак ќе им се обвитка со густа чад откако минатата недела со полициска придружба. Соседните општини Зрновци, Виница и Чишиново Облешево почнаа повторно да депонираат отпад на градската депонија. Екоактивистите сметаат дека со ова е направено саботажа на одлуката што минатиот месец ја донесе Советот на општина Кочани, со која на депонијата се забрани влез на комуналните возила од соседните општини. Нашите институции локални немаат капацитет да го примат соседното ѓубре, кое не влегува со мал процент. Имам сознание некаде од 30 до 40% влегува во вкупното депонирање. Факт е дека после протестите дека полесно се дише. Факт е дека со 50% помалку ѓубре, ќе имаме 50% помалку метан, ќе имаме 50% помалку проблеми здравствени. Граѓаните велат дека не се против регионалната депонија, туку бараат ѓубрето да не се депонира на градската депонија, се додека не се изгради фабриката во Свети Николско Мечкоевци. Најавија и тужби, бидејќи во целост не се почитуваат нивните барања, а тоа е видео надзор од градување на целата депонија како и 24-часовна чуварска служба. Ние чекаме резултати, тие само фиктивно ги кажуваат дека ги решаваат, ние сакаме дела. Градската депонија во Кочани стана проблем откако на неа почна да се исфрла отпадот од Виница, Чишиново, Облешево и Зрновци, како дел од обврските што се наметнаа со проектот изградба на регионална депонија. Поради постојаното палење на депонијата и загадениот воздух, кочанчанци 18 дена го блокираа патот до неа.